Еден ден 20 на Целзиусови степени, следниот на 30, од јакна до кратки ракави за само 24 часа. Температурните шокови што кај возрастните можат да предизвикаат колапси и сериозни здравствени состојби, кај децата се манифестираат поинаку. Педиатрите во периодите на нагли скокови, особено кога има летни денови со многу високи температури и на пролет, највеќе се загрижени за дехидратацијата кај децата. Доктор Мира Атанасова советува на отворено или за време на викенд, кога голем дел од граѓаните одат во соседството на море, клучно е да се заштити кожата на децата и главчето, да носат капче. Тоа е најголема опасност за нас како педиатри, кога ќе не реферираат родителите од топлината, од промената на времето. Опасноста е да не дехидрираат нашите деца. Мало доенче, мало дете е посклоно да дехидрира за разлика од постар пациент. Зошто е тоа така? По закони на физика, тие имаат мало тело, меѓутоа голема површина која што губи течност и испарува едноставно невидливо, и затоа поењето, давањето на течност и електролити е многу битно во овој период. Зошто е опасно? Ние имаме ситуации кога едно доенче ако е дехидрирано, го гледаме во два смера, да не речам, едниот смер го гледаме едно дете раздразливо, вознемирено, многу плачливо, одбива храна, а другиот смер е обратен, детето е многу мирно, поспано, летаргично, спие. Доктор Атанасова вели дека најчестата грешка што ја прават родителите кога е променливо времето е што ги преоблекуваат децата за да не настинат. Реалноста е дека кога на возрастниот му е топло, топло му е и на детето. Во Македонија не постојат избрзнати деца, меѓутоа ние педиатрите гледаме прегреани деца секој ден. Значи прегревањето, претераната облека во ваков период стварно е погрешно. Свесна сум дека променливото време им буди малце страв, им буди несигурност како едно дете да го облечат во утренските часови. Треба тоа дете да е спремно и да носи мала подебела облека, да речам дуксерче, палтанце, тоа треба на пладне да се соблече, да се раскомоти и се знае препораката од педиатрите е строго памучна облека, да не речам природни материјали, кои што можат да се вријат, кои што може добро да се осушат или на сонце или да се испеглат, така да најголемите грешки се во однос на облекувањето. Педиатрите велат дека родителите треба да бидат свесни од и децата имаат двојно поголема потреба од течности, а и за полесна облека, за разлика од возрастните. Периодов во ординација најчесто се доаѓа на преглед поради вирусни инфекции, повеќе респираторни, ама и стомачни вирози. Педиатрите алармираат да се внимава и со храната за да се избегне труење, кое кај помалите деца може да биде и опасно, доколку не се реагира на време.